Собранието на Република Македонија денеска ја започна 106-та седница на која беше констатирана оставката на вице-премиерот и министер за финансии Зоран Ставрески. Председателот на владата Емил Димитриев од собраниската говорница упати јавна благодарност до вице-премиерот и министер за финансии за неговиот ангажман во владата на Република Македонија. Во изминатите години му посака на тамошен успех во сите полиња. Сакам да упатам јавна благодарност за неговиот целокупен ангажман во владата и да му посакам добро здравје и понатамошно успешно реализирање на приватните и професионалните планови. Почитувани пратеници, за позицијата министер за финансии го предлагам Кирил Мирновски, актуелен директор на Управата за јавни приходи и доктор на економски науки. Личност кој согласно својата компетентност, едуцираност и богато искуство од областа на финансиите, инвестициите, менеджментот и човечките ресурси, сметам дека располага со соодветен капацитет да извршува ова исклучително значајна и одговорна функција. Димитриев ги образложи причините за неговиот предлог нов министер за финансии да биде Кирил Мирновски, откако вчера од здравствени причини беше објавена оставката на Ставрески. Пратеникот Маријанчо Николов од СДСМ рече дека со заминувањето на Ставрески владата го губи економскиот мотор и оти тешко дека ќе успее да го надополни тоа. Од името на опозицијата тој од Димитриев и од новиот министер за финансии побара владата да троши повеќе пари за граѓаните, да се зголеми нивото на транспарентност во однос на трошењето и побара информација за тоа каква е моменталната состојба во државната каса, што ќе ја наследи новиот министер за финансии. Првото барање е од нас и од новиот министер за финансии. Парите што ги собира од граѓаните и од македонската економија да ги врати во што поголем дел кон истите. Да не ги трошите за проекти како што сме зборувале многу досега Скопје 2014 или разни други непродуктивни расходи. Второто барање на опозицијата е да се зголеми нивото на транспарентност на трошење на парите. Стопанството, според Николов, не знае за што се трошат нивните пари. Од премиерот побара информација колку и за што ќе бидат потрошени парите од новата еврообврзница. Ние сме свесни дека Република Македонија губи од функцијата министер за финансии значаен столб на економската политика, рече координаторот на пратеничката група на ВМРО-ДПМН Илија Димовски, кој изрази уверување дека новиот предложен министер ќе продолжи по неговите патеки. На седницата не беше прифатен предлогот на пратеникот Љубомир од НСДП на седницата да се гласа за цела влада, а не само за еден член на владата. Се повика на членот 94 став 3 од Уставот со кој се предвидува кога се минува 1/3 од членовите на владата да се гласа за составот на целата влада. Председателот на собранието го стави предлогот на гласање и рече дека Уставот може да го толкува кој како сака.